Лозарите годинава сакаат да берат на сигурно. Уште од сега бараат гарантирана цена за грозјето, минимум 11 денари за килограм Смедеревка и 13 за Вранец, плюс дополнителни субвенции од државата. Овие цени се однесуваат на 17 единици шеќер Смедеревка и 19 малиганика и Вранец. Како расте шеќерноста, така растат и цените. Според досегашните сознанија од терен, годинава имаме добар и квалитетен род. Велат од Сдружение Напредни лозари. Но овие цени веројатно тешко ќе ги добијат од винариите. Тие, поради корона кризата, се уште имаат големи залехи на вино од лани, што годинашниот откуп го доведува во прашање. Овие цени ги плаќавме и минатата година, но во оваа ситуација е многу тешко пак со истите цени поради намалената побарувачка на вино. За нас овие цени и порано беа високи од причина што купувачите постојано бараат ниски цени. Но сепак, се зависи од рангот на самата винарска визба и дали може да ги поднесе тие цени. Велат за ТВ Стар од винарска визба Аневскиот штип. Поради ова, веројатно е дека очите и на лозарите и на винарите се свртени кон ресорното министерство. Едно од нивните барања е да се задржиме за да постигнеме цена која што ќе биде на едно минатогодишно ниво и од на поддршката што би било од страна на државата, но сепак ние оставаме еден отворен простор до бербата и пред тоа секако да поразговараме и заеднички со винарниците издействуваме, односно да видиме колкава ќе биде неопходна поддршката, колку ќе е тоа вишокот евентуален кој што се најавува од страна на винарниците и како тоа би се преработило и во која форма, доколку е вишокот што зборуваме грозјето, како тоа би се анулирало. Во источниот регион има околу 1500 хектари подлозје, со околу 5000 родни пенушки, од кои лани се набрани над 15.000 тони грозје. Најголем број на пенушки по 1200 имаат штип и карбинци, а најголем берикет се бере во Чешиново Облешево по 15 тони од хектар.